вела дека значењето на името всушност го опишува карактерот на личноста. Оваа длабоко вкоренета мисла е дел од балканскиот менталитет и ја опишува нашата традиција. Но ако ви кажам дека значењето на незиното име е милозвучна, не би требало да ги набројувам сите нејзини успеси и подвизи во досегашната музичка кариера. Доволно би било да кажам само Калиопи. Чест и задоволство ми е што имам прилика да разговарам со вас и да разговараме за вашата кариера, за успесите, предизвиците и животот. Благодарам многу, многу ми е драго што конечно го остваривме овој разговор, долго го планиравме. А исто така морам да кажам да, среќна сум што името ми го обележа целиот животен пат, бидејќи тоа име е наследено од мојата прабаба и како трето родена во фамилија ми припаднало честа да го носам нејзиното име, а со самото тоа некако подоцна човек сваќа, разбира што се значи, што е се содржано во името кое што го носам. Драго ми е што повод за овој разговор е и вашиот нов албум, кој што го носи насловот албум, случајно или не, тоа ќе видиме. Станува за збор за 40 години успешна соработка со Ромео Грил. Албумот веќе се слуша во етерот, публиката веќе има своји омилени песни, па би сакал да ве прашам накратко кога би требало да го опишете овој албум со еден или неколку збора, како би го опишале? Прва асоциација и еден единствен збор кој што најточно ќе го опише овој албум е среќа. И сега среќата е сеопфатна, ја содржи многу различни моменти во однос на ќе започнам од тоа среќа што оваа приказна трае толку долго, среќа што трае со успешни песни, со песни кои што го обележале тоа време. Трае низ нашата среќа која што ја чувствуваме кога влегуваме во студио со Ромео да твориме, да работиме. Среќа што се уште имаме идеи, се уште сме креативни, што се уште сме на некаков начин млади во однос на тоа во тој свет на музиката. Не дозволуваме годините да не прегазат. Некако го пратиме времето и времето не прати нас. Ловиме нови генерации. И сето тоа, секако, кога човек ќе помисли на сите тие моменти, се вели, па баш сум навистина среќен. Што е она што ве мотивира уште да бидете толку присни со публиката и несебично да и се давате на публиката пеејќи ги омилените нивни песни и хитови и дружејќи се со нив? Па пред се главен мотор е љубовта, љубовта која што ја чувствувам кон музиката, љубовта која што ја чувствувам кон мојата публика. Љубовта е главен двигател на се она што музиката за мене значи. Несомнено, за сето таа е потребна и енергија. Енергијата, веројатно, небото ми предодредило ваков пат и ми испраќа секогаш нова мотивација, нова сила и секогаш наоѓам ново значение во мојата улога во овој музички пат кој што го одам толку долги години. Радост, голема радост, секогаш со нетрпение ги исчекувам сите концерти. Едноставно го сакам тоа што го правам и ништо не ми е тешко. Секогаш имам чувство дека ќе полетам пред да излезам на сцена. Да, многу интересно чувство е тоа. Веројатно, ова е место каде што не се старее. Барем јас тоа така го чувствувам. Не знам што ќе ми се случува приватно, како сето тоа ќе го носам на свој грб, но музиката секогаш ми дава крила. Јас секогаш имам чувство дека летам. Еве, најавивте концерт во Битола, следуваат концерти во други македонски градови во регионот. Можеме нешто да најавиме и од тоа? По издавањето на албумот ние веќе одлучивме дека ќе направиме пред се големи концерти во Македонија и понатаму и во регионот секако, но многу ми беше значено да конечно повторно ја оживеам таа концертна моја активност во Македонија. Битола на 20 јули во Хераклеја, потоа во Охрид во Античкиот театар и секако на 19 октомври во Борис Трајковски арената во Скопје. 3 големи концерти, 3 многу значајни концерти за мене. И она што е најважно е тоа дека сакам
да ги подсетам и на старите хитови, а и секако и на новиот албум да го почувствуваме како тој звучи во живо. Ќе биде интересно, ќе биде секако интересно. Како вие суштински и најкратко би го опишале вашиот пат во кариерата, почнувајќи од Златно славече од 1976 година до освојување на балканските престолнини, но и европските престолнини. Како овој пат најкратко Калиопи би можела да го опише со оглед дека е полн со предизвици, успеси, постигнувања, достигнувања? Ми се чини многу кратко се, затоа што е секако еден миг, како еден момент. Просто неверојатно. Многу често се чудев кога ќе чуев некои мудри луѓе кои што кога говореа дека времето не постои. Како не постои времето, нели? Го гледаш сатот, тој чукува, минути, секунди, минути, сати. Мора да постои време и мора некој тоа време да го измислил заради нешто, но кога човек живее вакви моменти, кога твориш, кога создаваш нешто, кога доживуваш и добро и лошо, животот те удара, те мава, од најдолу одеднаш кога си се вивнал скроз на небо. И тоа се моменти кои што едноставно те прават навистина да почнеш да веруваш дека времето не постои. И јас само чувствувам една голема благодарност. Јас сметам дека сум исклучително благословена жена со тоа што овој живот ми подарил да живеам една приказна, без оглед дали е некогаш тешко, некогаш лесно. Ама го живеам она што го љубам, она што го сакам. Го живеам својот сон со отворени очи. И тоа е најпрекрасното нешто. Да, свежи се сеќавањата 76-та година, кога за прв пат застанав на сцена, што значи 2026-та, ќе бидат точно 50 години од тој момент, кога моето родно Кичево, мислам родно, родена сум во Охрид, ама израснав во Кичево, живеев на Кичевската улица, таму играв, таму се моите детски сништа, таму го поминав моето детство, најубавите години од моето детство и ги направив горди кичевчани. Тоа се моменти кои што не се забораваат, кои што се паметат. А понатаму бев дете, бев љубимица на една голема нација од 20 милионска држава Југославија во тоа време, а пак на некој начин правејќи ги сите среќни, веројатно најмногу ја представував секогаш Македонија, затоа што секој велеше, ова е Македонка. Јас бирам среќа, ти бираш тага. Оставате посебен печат и автентичност по која ве препознаваат сите генерации и знаат дека ова е печат на Калиопи и кога ќе ги слушат вашите музички дела. Како се успева да се постигне тоа? Ние никогаш не кокетираме со стилови, ние не правиме музика заради некого да му се допадне, туку едноставно го работиме она што ние го сакаме. И токму така, бидејќи таа доследност и принципиелност и да кажам не кокетирање со нешто или некој прави да бидеме автентични, прави да бидеме своји, прави да луѓето ти веруваат. И едноставно, без оглед на тоа дали некому нешто му звучи комерцијално или некомерцијално, песмите си нашле свој пат до слушателите. Сведоци сме дека светот станува се повеќе суров и се сочуваме со се повеќе проблеми. За жал, сведоци сме и ден денес дека се водат војни. Последно се води војна, страдаат луѓе во Палестина, во Газа. Секаде ни светот. Така е. Како според вас можат уметниците да помогнат во тој аспект, да го кренат гласот против насилствата, страдањата на луѓето во овој случај, се тоа што го поменавте, и како може да придонесат кон создавање на еден поубав свет? Секогаш постоеле луѓе кои што и во музичкиот свет, и во сите сфери, во спортот, уметноста се опфатна и голем број на интелектуалци луѓе кои што едноставно им го користеле својата платформа да ги изразат и ги испорачат до светот, до луѓето, оние најсуштински битни пораки кои што би требале луѓето да ги освестат или да ги разбудат од нивната заспаност.
да се спротивстават на некои големи, невидливи сили кои што го креираат, за жал, денешниот свет. Секако дека тука постојат голем број на уметници, и тоа светски познати уметници кои што дури можеби платили со живот заради нивната пропагирање на такви идеи, ширење на мир, љубов, слобода меѓу во светот. И она што е најважно е да секој од нас, без оглед на тоа каква позиција или каква улога животна има и без оглед на неговата професија, мислам дека на секој човек е должност да го разубави овој свет. Јас во мојата песма "Кад осване" кажав, пратив една многу јасна порака. И во "Кад осване" првиот стих кажува: "Велике слике, мали људи. Неко се стално нешто труди да буде зло, а што ќе му то? Хајде реци, ако знаш." Мислам, има тука неко нам квари пјесму ритам, а ја бих само да га питам: куд води пут каде си луд? Кад си сиена, скривена. Кажано е се. Благодарам, посакувам успех како на Благодарам. приватен, така и на професионален план. Благодарам.